Во текот на вчерашниот ден во мерните пунктови Центар и Кисела вода во Скопје, концентрацијата на сулфур диоксидот во воздухот не ја надмина максимално дозволената граница, додека концентрацијата на Чад изнесуваше 0,091, односно 0,085 милиграми на кубен метар воздух, што е речиси за 2 пати повеќе од дозволеното. Во текот на вчерашниот ден, невисоката концентрација на сулфур диоксид и на Чад во воздухот во главните градови на републиките е измерена во Сараево 0,420, односно 0,258 милиграми на кубен метар воздух, што е за неколку пати повеќе од максималната граница. Во мерните пунктови Центар и Кисела вода во Скопје, концентрацијата на сулфур диоксид била под максимално дозволената, а концентрацијата на Чад ја надминала дозволената граница во мерниот пункт Центар и тоа за 0,010 милиграми на кубен метар воздух. Јас ја пратам таа ситуација, бидејќи претежно ми е работата во град и прилично го осетувам тоа загадување на воздухот. Поготово во центарот. Премногу возила се движат низ центарот и по моје мислење би требало центарот да се избегне од сообраќај. Повеќе пати во весниците, а и на радио, на телевизија, имало емисии во врска со загадувањето на воздухот. Јас сметам дека треба повеќе да излегуваме во природа, поготово за време на викендите, да се што е подобро да се избегне од градската врева. Јас би рекол за мене, секој викенд го користам да излезам од градот, одам на планина, бидејќи сум возач на моторно возило, често седиме не, одам на планина, на водно, одам на викенди во Сарај, на Велешко езеро и така натаму. Да, сега нема ни потреба да слушаме тие податоци милиметарски колку што има, самите ги чувствуваме тоа, ќе направиме таа промена од град, се качиме на планински воздух. Веднаш самите без инструменти можеме да регистрираме разлика на тој воздух, нели? Па видите, постои голема разлика нормално. Таму е сосема подруг воздухот и човек сосема подобро се осеќа. После неколку проведени часови на планина или покрај некоја река, покрај езеро и така натаму. Јас препорачувам на секого за време на викендите, ако е во можност, во состојба да проведе неколку часови што подалеку од градот, од градската врева. Ние тука што сме во центаро, поготово овде е строгиот центар, загадувањето за нас сметам дека е една болна точка за здравјето, не само за нас као возрастни луѓе, поготово деца, каде што немате нигде куќе каде да излезе на чист воздух. Поготово возилава, не придржавајќи се на прописите, нерешено паркирањето, густ паркинг плац, загаденоста е многу густа. Покушаваме некако на деноден начин да излеземе надвор од градот, али и тоа излегување, поготово ето, кај нас за еден рекреативни центар што го имаме испред нас водно овде и таму од возила денеска човек тешко може да пројде пешки нагоре. И оние места кои се предвидени за краток одмор, да седне човек, да одмори, да усети на свежина, оттаму тие места претежно и таму се загадени со возила. Поред одредени паркинг плацови што се и оние слободни места за одмор на секој ден граѓани да седне во ладовина сенка, да се одмори тамо, тие места претежно ги завземаат моторни возила, така да практично граѓани кога ќе излезе горе, нема каде ладовина да најде од тие возила. Или принуден длабоко да отиде натре негде шума, а тамо ипак успони, оние стазици кои се преуредени, не може да ги искористи. Поред тоа, многу тешки возила, уште нерешен саобраќај за транспортни возила во центар овде кога се движат. Во неодредено време, а тие претежно најповеќе ги го задуваат воздухот.
pogotovo stari vozila, dotrajani vozila, гориво на него се гореваат, испуштаат многу загаден воздух кој на секојден граѓанин го осетува директно при шетање, движењето на улица или на друго место. При работата на автомобилските мотори во издувните гасови се јавуваат повеќе отровни состојци. Еден од нив е јаглен моноксидот, кој е продукт на брзото и непотполното согорување на горивото. Тој е всушност најопасниот отров на цивилизацијата, бидејќи го следи човекот од откривањето на огинот до денес, кога представува предизвикувач на најмногу смртни труења. Процентот на јаглен моноксидот во автомобилските издувни гасови се движи од 5 до 12% во зависност од силата на моторот и бројот на вртењата. Земајќи го во предвид овој висок процент, сосема е јасно зошто во затворени простории и гаражи, а при работа на моторот, за смртната доза на јаглен моноксидот доволни се само неколку минути. Исто така и на отворен простор јаглен моноксидот представува проблем на нашите улици. Се повеќе оптоварени со сообраќај, а посебно оние потесните со слабо проветрување. Регистрирани се немал број хронични труења на луѓе што подолго се задржуваат на тие места. Ако се каросериите лошо изолирани, или пак ако се издувните цевки неисправни, јаглен моноксидот може исто така да навлезе во внатрешноста на автомобилот. Главоболките, слабата концентрираност, лошото чувство при возење во автомобил не се секогаш последица на така наречената автомобилска болест поради нишањето и трусањето. Возачот што го вдишува овој гас многу често се однесува како да е пијан и представува потенцијален предизвикувач на несреќи. Тој отров е посебно опасен зашто е без мирис и ние не го чувствуваме, така што еден добар дел од разразливоста на возачите при поголемите гужви и чекања се негова заслуга. Токму затоа сообраќајните стручњаци препорачуваат да не го држиме запален моторот непотребно во место или да стартуваме под полн гас. Елиминацијата на јаглен моноксидот од човечкиот организам е брза, а затоа е потребен чист воздух, посебно за овие мали труења на кои сме изложени. При работата на нашите автомобилски мотори се создава еден друг отров, ништо помалку опасен – оловен тетраетил, најотровното оловно соединение. За разлика од првиот, тој има многу полоша особина, бидејќи неговата елиминација од организмот е тешка. Тој се насобира во нас, секоја нова количина ја зголемува поранешната. Се вбројува во многу опасни отрови, поради неговото дејство во осетливиот централен нервен систем и предизвикува најразлични симптоми, од болки во зглобовите и мускулите, главоболки, психички промени како што се агресивните тенденции и губење на сонот. Тој лесно продира во нас, како со вдишување, така и преку кожата. Јаглен моноксидот и оловниот тетраетил од нашите автомобили несреќно се дополнуваат не предизвикувајќи акутно труење кое веднаш би се забележало, туку неприметно не сврлуваат од нормалната душевна и телесна стабилност. Во светот нема податоци колку сообраќајни несреќи, тепачки и убиства се сторени под влијание на овие два отрови со кои сме постојано во допир и на кои се повеќе ќе им бидеме изложени. Познат е случајот на една зоолошка градина во Соединетите Американски држави која се наоѓала покрај автомобилска раскрсница и каде животните почнале масовно да оболуваат. Последно на кое се помислило бил оловниот тетраетил, кој всушност бил единствениот виновник.
Ja lično kao građan ili kao čovjek ne sedam tuka. Всеко slobodno vreme го iskoristujem ili vodno, ili vamo prema Zelenikovo nagore, ne prema Kitka. Ako imam povečko vreme i podaleko, ali uglavnom sabota i nedela, pogotovo redko. A pored toga, ja sam penzioner, imam vreme povečko i preko sloboden den nadvoroda. Во зимските месеци најповечко дома се седи. А кога се ипак друштво претежно најде компанија, одиме често пати сотина шапка малку, ќе се излезе, до Битола мало напери се, тама се прошета човек, а вамо ипак имам нешто према Зеленикова, тамо често пати одам нагоре, испод Китка, тука до тамо главно, али претежно време дома се седи. Нашата земја се наоѓа во стадиум на експлозија на автомобилскиот сообраќај. Улиците се повеќе се исполнети со автомобили. Чувствувајќи го комфорот и благодетите на автомобилот, должни сме да ги знаеме и придружните опасности. Дали е дојдено време да мислиме на оправданоста секогаш да седнеме во колата или пак некои работи можеме и пеш да ги сработиме? Граѓаните што зборуваат предлагаат поедини делови на градот да бидат затворени за сообраќај, со што би се создале оази без бучава и гасови, каде одењето пеш би ги здобило своите основни услови. Вака, граѓанинот незабележливо е бркан од улиците. Можеме да си спомнеме за некои улици во големите градови каде тротоарите стануваат излишни, бидејќи никој не ги користи. Освен тоа, може би е дојдено и време кога треба да размислуваме еден ден во неделата да го прогласиме за ден во кој не би се користел автомобилот во подрачјето на градот. Тоа може да биде еден ден од викендот кога не одиме на работа и не сме така врзани за автомобилската услуга. Треба да признаеме дека навистина само еден мал дел на Скопјани го користи водно за прошетки, место што е најпогодно за таа цел. Наспроти тоа, улиците, чисти од гасови без бучава, би пружиле можност на поголемата група граѓани сосем пријатно да се шетаат и повторно да ги доживеат некогашните задоволства.
Драги гледачи, ова е Ѓорѓе Маџаров, роден 1929 година. Тоа значи 48 години. Така ли е? Така е. Овде имаме дисциплина 2400 метри. 2400 метри, да им биде појасно на нашите гледачи, тоа е 6 круга на атлетската 6 патека. по 4, 2400. 2400. За колку време можете тоа да го истрчате? Сега, например, ја навија 48 години, ја го истрчав за 10 минути и 5 или 10 у дојра на миналата година, која бе исто на Вишевој, партизански Вишевој. Инаку, ако не е надпревар, ако не е патека од 2400 метри, каква далечина би можеле да претрчат? Ако не е значи можем така на моите години, па иш малку едно 10 километра, така постепено да се трчам, за да, како, да се стекнам кондиција. Какво ви е здравието? Здравието, Бога ми, добро е до сега. Како спортист, чи се бавам со спорт, ќе имам сигурно добро здравје и добар. На какво работно место работите? Ја работам како работник у Македонка, како подмајстор, што носиме основи, околу 200 кила таа основа на разбоја, за да може да работи на работничка. Дали тука околу вас тие ваши колеги работници кои знаат што работите, со што се занимавате, водите ли некакви разговори, има ли тој ваш труд некакво влијание и на другите? Па, треба да има. Јас сум, например, 22 години у Македонка, кога доа некој млад, мора да му покажам, да му речам дека како се работи. Треба према мене да гледа, ја како работам и он така треба да работи. Вие и во младоста сте се занимавале со атлетика? Јас сум од 46 година бавам со атлетика. Првак на градот сум од 46 па до 64-65 година. Значи, стално се баваше, а сега како рекреација одам. Што мислите, дали трчањето, физичкиот напор, атлетиката и макар какво спортување повеќе му треба на младиот човек или од кога ќе влезе во години? Ја видам дека кога ќе влезе во години, поќе му треба, ако се баве со спорт, ќе биде подобар, поздрав и подобро ќе работи. Ако не се баве со спорт, ја мислам дека не може тај да работи кој ја што работам, ќе се бавам со спорт. Драги гледачи, следниот мој соговорник е Владо Јаневски и должен сум да ви објаснам зошто ќе му се обраќам на ти. Тој е нашиот Гале, мајстор на светло кај нас во телевизија, инаку исто така учесник на партизанскиот шестобој во Охрид. Гале, како си? Па добре бе. Како одат надпреварите? Па денеска почнеме надпревар во мал фудбал, изигравме на утакмица и ја тепаме со Железара од Смедерево, Смедеревска Паланка. Како е резултатот? 1-0 победивме. Играше и ти? Да, бранев голот. Ако не е овој партизански вишебој овде, кај што сепак се надпреваруваме, односно докажуваме физичка спремност, од што се состои твојата рекреација? Па видите, ја редовно вежбам во друштвото Партизан на Унумовски Борче. Одам тамо на часови, рекреирам 2 пати неделно, одржавам кондиција и на Сабајле возам точак, обавезно. На работа одам со точак. Гале, се движам повише. Колку години имаш и колку килограми тежиш? Имам 45 години и 125 килограми тежам. 125 килограми. Да. Не те прашав случајно, кај нас постојат предрасуди, мислења дека спортот е само до одредени години, после тоа сме стари за спорт, односно јас сум тежок, имам многу килограми, не можам да спортувам и така натаму. Што имаш ти да им кажеш на тие таквите како тебе, мислам по години и по тежини? Јас би пробачал на сите возрастни, тука нема разлика во годините, додека може да се движи, не представува никаква тежина за секој еден човек. Да рекреира, да спортува, да оди, да се движи и да... Нити пак тежината представува некаква потешкоќа за еден човек. Што повеќе се движи човек, што повеќе работи, се полесно се осеќа. Инаку здравјето во каква состојба ти? Здравјето, не знам, за сега за болест едино дишија спатам, тоа поради што ми беше повредена кичмата и од тоа сам. Иначе болест никаква не сум чувствувал никакви тешкоти и никакви тегоби до сега. Да очекуваме во редовите на Партизан да видиме повеќе такви групи. Јас се надевам и им препорачувам сите да одат што почесто, да рекреираат и да што повеќе се движат. Благодарам.
Ристо Котели, драги гледачи, е правник во Лихнида во Охрид. Има 41 година, 40 часовна неподвижна работна недела на своето работно место. Другар Котели, што значи движењето за вас во слободните часови? Движењето за мене во слободните часови значи една голема рекреација за одржување на кондицијата и на работното место и ван работното место. Како ја одржувате вие таа ваша физичка кондиција? Таа физичка кондиција одржувам на тој начин што неделно едно 2 до 3 пати трчам стаза од 4000 метри до 5000 метри. Зимските периоди пешачам, бидејќи сум активен ловец, и во фабриката Лихнида секојаш учествувам на турнирите кои ги организира фабриката, и во фабриката и надвор од неа. Рековме имате 41 година. Колку години континуирано се занимавате со организирана рекреација? Уште како младинец секогаш сум учествувал на омладинските вишебои, на партизанскиот вишебој, и 53-та година бев и првак на Македонија, омладински првак на Македонија во вишебојот. Од тогаш па до денес, па рачунам и понатака, да активно се занимавам со спортот, односно со да рекреирам и да вежбам. Дали имате доволно време за спортување? Кога се сака, секојаш си има доволно време, и кога човек има волја за нешто, секојаш наоѓа слободно време, а тоа и го одржува здравието на човекот. Како гледаат на вас во вашата околина, во друштвото на пријателите, на работното место и така натаму? За тоа не сум размислувал, меѓутоа во фабриката имам доста другари кои што се приближна моја возраст и сите учествуваат и активно тренираат во мал фудбал, одбојка и други спортови. Инаку здравието какво ви е? Здравието досега добро ме служело и не можам да се пожалам, камо среќа и понатака вака да ме служи.